Кравче мое, млекодавно. Сега ќе ти раскажам една многу убава приказна за добра ноќ. Или кошмарна ноќ, сега зависи како ќе ја сватиш. Види бе, сладки, кошмарите се сега нормални, секаква слично со вистинските кошмари е сосема случајна, сладки. Еве ја приказната, начули ги ушите, напрчи ги роговите. Си беше сладки еднаш една мала земја која ја вика Република Северна Волкоебина. Прво беше нормална земја, па и направија војна, па после тоа дојде режим, па хибриден режим, па сега е џамити, нели, демократија со недостатоци. Знаеш како ти е таа демократија? Мека неолиберална диктатура. Шиемуга ѓура, што викаат овие комшиеве од север Србија. Сакаа да кажат со тоа дека земјава е со фалинки, што би рекле, нели, старите. Во таа измислена држава Северна Волкоебина, слаки моја, имало многу фалинки. Фалинки во глата, фалинки у мозокот. Народот имал фалинки у џебот, преполна била со фалинки. Но оваа измислена држава, слаки, била многу горда на своето судство. Имала такво судство, што представувала пример во светски размер. Значи, толку убаво, праведно судство имала таа северната, што просто правдата свршвала да биде задоволена во таа северната. Не ќела во ниједна друга, нели, држава да биде задоволена, само во северната сакала да се задоволена. Ево, таа држава, слаки, имало крадачи, криминалци, кои не лежеле затвор. Боже пази, никако бе. Во таа држава, слаки, се одело во затвор само за украдени 100 кебапи, 10 тегли аева, нели, погрешка, нели, ако те намести суди или адвокат. Или може да те намести обвинител, не е проблем. Ама најдобра варијанта е бум-бум, трас-трас, нели, да те наместат, нели, бум-бум, трас-трас, да те наместат за премиер, обвинител, судија, адвокат, нели. Оти во таа измислена држава од нашава приказна, замислете, шефот на специјалното обвинителство бил во затвор. Бил во затвор, слаки! Слаки бе! Абе, у затвор бил, бе. У затвор бил, а после у специјално обвинителство, мислам, обвинител. И фаќа цркта, бе, како може тоа? Да, бе. И во неа постоел така наречен зелен имунитет. Ти си по ова зеленово, знаеш, што намери тоа. Знаеш ти тоа, како биде со зелена тредичка. Например, како бил тој зелен имунитет, слаки? Законодавството на таа земја не е опфаќало членови на зелениот клуб на екологисти на таа Северна Волкоебина. И тоа е направено по урнек на американските војници кои не одговараат за сторен криминал во земјите домаќини, туку ги опфаќа само домашното право. Нели за зелениве, овие у таа државата најверојатно е надлежно Министерството за правда на Мадагаскар. Не на таа северната, Мадагаскар, на Сенегал, на Чад. Таму е све зелено у ПМ, мислам. Ова измислена земја, слаки, имала и уставен суд, и уставни суди имала, ама они биле ненадлежни за се што се случува. Надлежни, слаки, да ти биле само за предметите на сјуприм лидерот. За примање на плата и за дрвење на седници со глупости. Може да се каже дека во оваа панафриканска земја немала уставни суди, туку усрани суди. Суди кои биле толку усрани и затоа се прогласиле за ненадлежни.
Надлежни биле само за потрошувачка на тоалетна хартија, за друго не биле надлежни. И кога во собранието на таа волкоебина бил избран некој си Тальо за председател на собрание, со дигање нели на две раце, во општ хаос, нели со подпис на неовластен пратеник Мрси Мудовски, со десетици прекршувања на деловниот и уставот, усраниот суд на оваа волкоебина земја се изјаснил дека тоа нема карактер на пропис и не може да биде предмет на уставна оцена. Инаку, кај нив уставни оценки, да ти кажам, се давале само на кучиња на изложба, но не на нелегален избор на председател на парламентот. Не, тоа е никако. Битно е како на шарко му стои опашката, а ако е свиткана меѓу нозе, усраниот суд дава оценка 5, цаци Б, шампион на Северна волкоебина, така е кога судот суди нели без педигре. А оваа иницијатива е безпредметна, рекле од усраниот суд на оваа измислена држава од нашата приказна. Па да, само платата и привилегиите се предметни, а да се дискутира за некој од зелената елита кој е узурпирал демократијата, тоа не пали, не е дозволено тоа. Во оваа држава се отидено во 300 мајчина. И обичен, и апелационен, и уставен, и фудбалски суди, и суди за кучиња, и судот на судбината, се е испревртено, дури страшниот суд не функционира кај нас, оти да функционираше, ке беше овде Рајбе, Швајцарија ке беше, да функционираше страшниот суд, ама и тој и тука не работи. Се е испревртено, се наопаку, се погрешно, нема допир со правдата. Абе, кој видел лајер од правда, бе, Слаки, бе, правда има само во приказните, ама не и во оваа наша приказна, Слаки. Најголема среќа за сите нас е што ова е само приказна и земјата е од бајките. И судот е од бајките, Слаки. Само срањата останаа наши. Градот само твој, грозекот се не ти е, Скопје собственост. Ако сакате апокалипса, пратете го коцета на пат за Париз. Дрна тој ќе просече, ке тепа кучиња, Кезиња ќе постави, ке врати калдрма. Дрна тој ќе просече, ке тепа кучиња, Кезиња ќе постави, ке врати калдрма. Вие го продадовте името на државата. Ги издадовте, ги предадовте идеалите на нашите прадедовци, аманетите што ни ги оставиле. Полукнавте на борбата и на крвта на сите револуционери што ја дале за Македонија, почнувајќи од Илинденското востание, преку првата и Балканските војни, Првата светска војна, Втората светска војна, па се до нели 91 кога се формираше она Република Македонија, на која што после вие го избришавте името најбезобразно. Вие ја предадовте Аснумска Македонија и затоа ќе си одговарате еден ден. Ќе си лежите. И сето тоа го продадовте, замислете. Не го продадовте ни на русите, ни на американците, туку го продадовте на комшиите, на најподмолен начин. Додека сите ви верувавме, вие не излажавте најперверзно. Лажевте дека нема да го промените името, дека ќе држите до црвените линии на македонскиот идентитет и македонските интереси. Направивте семејно насилство врз сопствените членови на фамилијата Македонија. Да, вие северџаните го злоупотребивте своето семејство од позиција на лажна моќ со помош на надворешни непријатели. Го сврнавивте, го украдовте, го продадовте и притоа затворивте еден куп недолжни луѓе да лежат по затвори во ваше име. Вашите злоупотреби и предавства му ги припишавте на друг и мислите дека тоа така ќе помине. Градот убав, пак ќе никне, среде песни дружен пар под сонце цел ќе бликне, како топол нежен кар.
ќе видиш свет, ти ќе видиш израз виден на сега со овој свет. Скопје радости ќе видиш, Скопје ти ќе видиш свет, ти ќе видиш израз виден на сега со овој свет. Покрај Вардар ќе се крене, него будите скиди, ти ќе брои ново време, радост ќе му красиви. Скопје Па немојте да барате да се однесуваме нормално после сето ненормално што го доживеавме од вас. Да барате да се правиме како ништо не било. Укинувањето на македонизмот да го прикажувате како некаков напад на некакви демократски вредности. Па не постои такво нешто. Постоите само вие кои дигнавте рака на сопствените најмили и ги уништивте и ги ограбивте. И тие нема никогаш тоа да ви го простат. Колку и да вие и вашите ментори се обидувате да релативизирате. Нема помирување. Жртвата нема да се помири со насилникот. Нема ни да му прости. Никогаш. А вие и понатака кажувајте ги вашите прекрасни мантри. Човече, не е битно, дај да не гледаме во минатото во 19 век ли ке се враќаме се у 21 век, дај да гледаме напред, човече, да одиме со светот, со ЕУ, со НАТО. Што има, многу е селјачки кога гледаш назад и се расправаш за некоја историја, за Гоце, за Даме, за Јане, за Илинденското востание, за партизаните, па Тито Коминтерната, па јазикот дали е наш, дали не. И сам, дај човече, дај напред да гледаме. Само вие продолжете да си мантрате. Само да знаете, никој више не ви верува. Вие во приказнава не сте добрите момци. Вие сте тие поврзани со тендери, рекети, кршење на устав, деловник, референдум, купување пратеници, незаконско прислушкување, имитување на приватни разговори. Вие сте мекиците од Рашко, Луивитонот на Боки, законот на Кацарска, газењето на Кичевскиот, бројчаникот на Али, торбите на Ден Дончев, загадувањето на Кочот, траст, раз, бум, бум, трес, трес, судството, мухијаджијата, дуи све моќната со калето, за демонтажата на демократската унитарна држава, тоа сте вие. Крај, the end, конец, ну заец, ну пагаджи! Сами си биравте, затоа не цвикајте, не ве личи на парите што ги украдовте. Толку имам да кажам.